нашата програма имаме, размислуваме токму за мерките за поддршка за лицата со посебни потреби. Ке се обезбеди стриктна примена на законска рамка. Значи, постои законска рамка, секоја државна институција, секоја локална институција да има, значи, урбанистичко решение да со рампа се направи пристап за лицата со посебни потреби. Ама не се имплементира тоа сега. Мора со закон тоа да се стриктно имплементира. Овде имаме податок дека училиштата, само 18,9% од училиштата имаат такви пристапни рампи. За 4 години ќе обезбедиме 100% од училиштата да имат пристап. Ќе уведеме систем за рано откривање на децата со попреченост преку воведување на систем лично детско досие. Ќе го зголемиме бројот на вработени дефектолози во образовниот систем со цел вклучување на ученици со посебни потреби во редовната настава. Овие дефектолози нема да работат само со учениците, ќе работат и со наставниците и со родителите. Значи да се интегрира заедно децата со посебни потреби да ја следат наставата. Ќе ги трансформираме посебните основни училишта во ресурсни центри кои со својот стручен кадар ќе им помагаат на редовните училишта. Ќе ја зголемиме пристапноста и ќе ги подобриме условите за студирање на лицата со инвалидитет на сите универзитети во Република Македонија. Едно од поважните прашања за одредени лица вика ќе возможиме лицата со посебни потреби да можат да полагаат возачки испит надвор од местото на живење. И истото ќе го субвенционира. Значи ако некој сака да полага, тоа е посебен тест, посебен испит, тогаш ќе го плати државата да оди во одреден центар кај што ќе биде, нели, дали регионален, дали на ниво на Република Македонија, ќе го субвенционира тоа државата за да може тоа да се реализира.